Почитувани, најавите за ново задолжување од владата ќе ја фрли Македонија на колена. За само 2 години, владата на СДСМ и ДУИ не задолжи со нови 1,6 милиарди евра, а со новото повисоко задолжување оваа година, кое го планираат со ребалансот на буџет, новиот долг за само 3 години ќе биде 2,3 милиарди евра и ќе достигне историски врв од 7,9 милиарди евра. Со вакво темпо на задолжување, вкупното задолжување кое што го направи оваа влада за период од 6 години, го надмина 10-годишното задолжување на претходната влада на ВМРО ДПМН. Само за споредба, 3,2 милиарди евра за 6 години наспроти 2,9 милиарди евра за 10 години. Но зошто се задолжија? Во 2020 година се задолжија за да ја помогнат на државата во услови на здравствена и економска криза. Дали успеа? Не. Најлоши сме во поглед на борбата со пандемијата во светски рамки и најлоши сме во остварувањето на економијата. И покрај високото задолжување не успеа да ја стабилизира економијата во 2020 година, при што доживеавме најдлабок пат по оној од осамостојувањето од 6,1%, пат кој што беше двојно повисок од интерниот конфликт во 2001 година и пат кој што беше најдлабок во регионални рамки. Во 2021 година имавме раст на економијата од само 4%, што е најслабо остварување во регионални рамки. Немавме ниту една капитална инвестиција, ниту еден изграден регионален или пак да не зборуваме за автопат, ниту една изградена градинка, спортска сала. Ама затоа имавме скандали со набавка на софтвери, на консултантски услуги, на фстаци и бадеми, на златни лажици и вилјушки, подкуп со картички пред избори. И сега на повидок е ново задолжување кое го оправдаат со енергетската криза и негативните ефекти од војната во Украина. На сите ни е јасно дека повторно оваа влада не се справува успешно со кризите, како што не се справија ни со кризата предизвикана од пандемијата. И сега најавија заем од ММФ за предпазливост и ликвидност, со кој ги потврдија нашите стравувања во неколку сегменти. Прво, нели буџетот ни беше ликвиден? Според министерот, приливите во буџетот се собираа според планот. Немаше потреба за брз ребаланс, се беше под контрола. Но самиот заем од ММФ кажа дека е за буџетско финансирање, кое што и оваа година со ребалансот ќе го прошират. Зошто повеќе трошат, отколку што собираат приходи? А приходите се собираат заради високата инфлација, а не заради добрите остварувања во економијата. Ако не беше така, ќе имавме уште поголема буџетска дупка. Според министерот за финансии, квалификувањето за овој заем од ММФ не прави посигурни пред инвеститорите за меѓународните финансиски пазари. Ова било потврда дека владата има здрави економски политики. Значи, без потврда на ММФ, инвеститорите немаат доверба во политиките на владата и затоа и еврообврзница за оваа година се одолговлечува. Веројатно немаше кој да инвестира во неа, што ќе беше погубно за рейтингот на нашата држава. Пониска каматна стапка од 1% со заемот на ММФ, наспроти очекуваната 4,5 до 5%, која што требаше да ја платиме ако издадеме еврообврзница. Го прашувам министерот, што се смени за една година кога се фалеше дека заради добрите политики на владата и добриот кредитен рейтинг ни дадоа историски ниска камата на тогашната еврообврзница од 1,65%. Значи, инвеститорите се уплашиле дека оваа влада не испорачува добри политики, како што ги ветува, или пак ниската каматна стапка од лани беше рефлексија на условите на пазарот, а не на достигнувањата на оваа влада. И едното и другото е точно, со што се демантираше фалењето на владата од претходната година. Четврто, доколку имаме ваква линија за финансирање, тоа ќе значи зајакната контрола на буџетските средства од страна на ММФ. Нема да има раст или невисок на платите во јавниот сектор, што ќе биде алиби на владата дека немаат можност да ги зголемат истите. А зошто немаше пари за раст на платите во јавниот сектор? Од 2019 до 2021 година вкупниот број на партиски вработувања во јавниот сектор порасна за околу 30.000 луѓе, што го стесни просторот за раст на плати. Воедно, од непродуктивното трошење на оваа влада
и од никаквите напори за да се оданочи сивата економија, нема простор за раст на платите. Петто, средствата од оваа линија од ММФ се за финансирање на буџетскиот дефицит, но и за предпазливост. Не мора да се искористат во целост според министерот. Ова е само потврда дека покрај заемот од ММФ се спремаат и да издадат и еврообврзница годинава. Задолжувањето нема крај. Почитувани, на сите ни е јасно дека македонската економија е исправена пред уште еден силен предизвик. Војната во Украина и економските санкции на Западот кон Русија ќе имат тешки и долгорочни последици врз светската, а со тоа и врз домашната економија. Инфлацијата ја јаде куповната моќ на парите, а платите не растат со темпото на инфлацијата. Фирмите се соочуваат со тешкоти во пласманот на странските и домашниот пазар, со зголемени цени на инпутите во производство, со намалени изгледи за раст на бизнисот. Нерамнотежата во платниот биланс во подолг временски период е висока, а населението се плаши за денарските заштеди. Државата исправена пред овие предизвици треба да ја води кредибилна влада. Влада која што нема да работи во корист на сопственото збогатување и расипничко трошење. Оваа влада ги изгуби сите битки со сите кризи. Оваа влада своите лични интереси ги страви пред државните интереси, како во политиката, така и во економијата. Време е да се смени. Затоа повикуваме на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам на вниманието.